Поранешниот вице-премиер и висок функционер на ДУИ Артан Груби доби куќен притвор. Одлуката ја донесе кривичниот суд во Скопје на предлог на обвинителството, кое бараше замена на затворскиот со куќен притвор. Артан Груби е осомничен за проневера во службата за случајот со државна лотарија и штета од над 8 милиони евра. Беше во бегство 14 месеци, а до предмалку беше во кривичниот суд во Скопје. Таму е и нашиот Миомир Серафиновиќ. Миомир, што се случува? Зошто обвинителството го смени предлогот за замена на притворот? Па да, Марија, како што кажа пред некои 15 на минути, со полициско возило, со возилото на затворската полиција, поранешниот вице-премиер кој е осомничен за кривично дело беше префрлен во неговиот дом за да ја издржува определената мерка куќен притвор. Иако утрово дојде на граничниот премин со активна мерка на затворски притвор поради 14-месечното бегство во предметот за злоупотреби тешки над 8 милиони евра, барем според кривичната пријава на МВР и отворениот случај од страна на јавното обвинителство, сепак на крајот на денот донесе огромна промена, значи обвинителството се откажа и го сметаше, прво го сметаше тоа појавување на границата на Груби после 14 месеци бегство и распишана меѓународна потенција, го сметаше за доброволно пријавување. А потоа втората причина зашто се одлучиле наместо затворски притвор да предложат да барат куќен притвор беше затоа што сметаат дека најголем дел од доказите, од документите потребни за постапката, значи не сите, туку најголем дел од доказите се обезбедени. И трета причина која била земена во предвид за да му се определи мерката куќен притвор биле безбедносни закани врз него и можните безбедносни ризици доколку тој наводно престојува во притворска келија во затворот во Шутка. Тоа се трите причини кои обвинителството ги наведува во своето соопштение како зошто го менуваат својот првичен став од затворски притвор да барат домашен притвор. Нели судот, кривичниот суд ја потврдува таа одлука, односно со судска одлука ја потврдува барањето на јавното обвинителство и тоа се е реализирано во текот на вечерта овде во кривичниот суд, пошто тој нели си замина со полициска придружба дома. Она што е интересно е дека судот определи 24 часовна постојана полициска заштита на домот на Артан Груби, нели за да се спречи евентуално негово бегство, односно да се спречат и безбедносни ризици, кои според обвинителството пак биле потврдени од надлежните институции, не се кажува, не се објаснува други детали кои надлежни институции што утврдили, од кого доаѓаат тие безбедносни ризици за поранешниот вице-премиер. Така се одвиваше нели таа легална процедурална драма во текот на денот во обвинителството па во судот и на крај заврши со заминување на до вчерашниот бегалец од правдата Артан Груби во неговиот дом за да ја издржува таа нова определена мерка од куќен домашен притвор. Инаку новинарите имаа можност за блиска средба со него пред обвинителството, бидејќи морам да напоменам имаше интересна работа, интересна слика тука, затоа што додека го изнесуваа за да го стават во комбето на затворската полиција да го префрлат до дома, двајца што кажа дека се поддржувачи на Артан Груби стоја пред влезот на судската гаража и го попречува видикот на камерите за да не може да го снимат моментот кога доаѓа и кога го ставаат во полициското возило за да го спроведат во домашен притвор. Меѓутоа, како новинари успеавме да го видиме и да му поставиме неколку прашања на поранешниот вице-премиер, иако не добивме одговор, кога го изнесува исто така преку гаражата во јавното обвинителство, во Скопското јавно обвинителство и во државното јавно обвинителство по завршениот распис, односно по негово разгледување на списите, затоа предлагам да ја слушаме таа снимка и реакциите на Груби да ги видиме. Зошто се вратите? Дали се чувствувате виновен, господин Груби, како? Тоа е криминал.
Миомир, што следува понатаму како правна процедура? Знаеме дека Артан Груби е осомничен во случајот со државна лотарија за штета од околу 8 милиони евра. Да, значи, она што обвинителството го наведува своето соопштение, дека во текот на денешниот ден, на тие 5,5 часа колку што беше во обвинителството, второ осомничениот, значи Артан Груби е второ осомничен во случајот државна лотарија, прво осомничен е поранешниот директор Перпарин Бајрами, поранешен директор на државна лотарија. Значи обвинителството наведува дека тој ги разделувал списите и бидејќи станувало збор за пообемна количина на списи, дека таа своја обврска можност и право ќе го искористи и во текот на наредните денови кога ќе ги разгледува списите за да може да се произјасни по однос на случајот за кој е осомничен и поради кој нели беше повеќе од 14 месеци во бегство. Тоа е тој правен дел, додека во судот нели судот останува само да ги контролира, односно да ги спроведува и да ги носи тие мерки кои се бараат од обвинителството и да види како се спроведуваат, а тоа е нели сега домашниот притвор под 24 часовна полициска заштита. Морам да напомнам дека судот исто така изрекува дополнителна мерка за обезбедување, тоа е забрана за одземање на пасош и забрана за вадење на пасош во наредниот период додека трае мерката. Тоа е тој правниот дел, како да кажеме, што ќе се одвива во наредни денови. Марија, доколку немаш прашање, би додал евентуално за да го дополниме нели овој профил на поранешниот вице-премиер Артан Груби. Значи тој е осомничен за дело проневера во службата. Односно е осомничен дека како вице-премиер подготвил и водел седница на влада која е била всушност акционерско собрание на државна лотарија, бидејќи нели државата е собственик на државна лотарија и како акционерско собрание се смета седница на влада со министрите кои членуваат. Значи подготвил документи за набавка на опрема, односно инструменти, машини за обложување за коцкање во вредност од над 8 милиони евра, иако надзорниот и управниот одбор не ги изготвиле тие документи, а според статутот на акционерското друштво државна лотарија, тие биле должни тоа да го прават и да го поднесат како предлог до владата. Значи, тоа е делото. Мора да кажеме дека беше најавено дека деновиве кога беше поднесена оваа кривична пријава и беше отворена истрагата, значи тоа е средината на декември 2024 година, во тој период поранешниот вице-премиер веќе тогаш Груби беше ставен на црната листа на САД, заедно со судијата, тогашниот апелационен судија Енвер Беџети, поради сомнежи за коруптивни действија во правосудството, односно во правниот предмет, судскиот предмет за поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Значи тоа беше тогаш обвинителството најави дека ќе го истражува тој случај, меѓутоа за сега нема некое, да кажеме, повестување во однос на тој случај, меѓутоа многу важно да се спомене дека покрај сомнежите кривичната пријава од внатре од Македонија беше ставени на црната листа на САД поради определени сомнежи од нивна страна. Марија? Така Миомир Серафиновиќ известува за распитот на поранешниот вице-премиер Артан Груби, кој рано утрово беше приведен на граничниот премин Блаце. Денот го помина во шутка во обвинителството и во кривичниот суд, кој одреди 30-дневен притвор.